После 10 дена од заедничката пресконференција со министерот за внатрешни работи, шефот на Скопското обвинителство конечно се појави. Сепак не расчисти ниту една од дилемите кои се појавија во меѓувреме. Како биле убиени Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски? Дали украдениот автомобил од жртвата од Велес бил регистриран на некоја камера? Каде се движел? Дали мотивот останува ист, користолюбие? Од обвинителството не кажуваат што содржи обдукцијскиот наод. Единствено што потврди Гаврил Бубевски е дека собраните докази, кои веројатно се однесуваат на ДНК анализата, видеата од камерите и разните други вештачења, одговараат со тоа што го кажале другите од групата на Палчо во своите признанија. Во однос на фактите кои што произлегуваат од целокупниот доказен материјал, конечно ќе се произнесеме нормално со обвинение. Истрагата во однос на действијата е таа на тоа ниво на кое што ви кажав и прошлиот пат, и минатиот пат кога имавме пресконференција. Се испитуваат нормално материјалните докази и можам само тоа да ви кажам дека материјалните докази зборат со истиот јазик со кој што збореа и осомничените. И Бубевски, како и шефот на полицијата, не откриват дали украденото возило од денот на исчезнувањето на Жежовски до денот на грабнувањето на малолетната Вања било регистрирано на некоја од камерите на Сейф Сити или која било камера од објект во главниот град. Ние ги имаме прибавено материјалните докази, тие се анализираат, се прави целокупна ретроспектива на се што се случувало и сето тоа повторно ќе ви кажам ќе биде предмет на описот на обвинителен акт. Исказите на Велибор Манев, Владко Кешишев и Боре Видевски, кои моментално се во истражниот затвор во Шутка, ги доведоа истражните органи до местата каде беа закопани телата на двете жртви. Во притвор е и таткото на Вања, кој е осомничен дека помогнал во грабнувањето, и Стефан Димковски, пријателот на Палевски кој го возел од Србија до Турција.